Одделението за гинекологија при Струмичката болница наредниот период ќе добие 4D ултразвучен систем за рана диагностика на болести кај бремените жени. Станува збор за опрема вредна околу 51.000 евра, донација од јапонската амбасада. Од болницата велат дека со новата опрема ќе се подигне степенот на здравствена заштита на пациентите не само од Струмица, туку и од југоистокот. Општина Струмица немаше ваков 4D ултразвук за диагностика кај бремените жени и новороденчињата. Тоа е прв ваков ултразвук и се надевам дека ќе овозможи повисоко ниво, повисок степен на скрининг и на диагностицирање на проблеми кои што ги имаат, се разбира, бремените жени, родилките и новороденчињата. Досега мораше пациентките да патуваат или за Скопје во терцијарно ниво или да ги користат приватните амбуланти. Јас се надевам, имаме млади, надежни лекари и гинеколози кај нас и се надевам дека со овој ултразвук ќе овозможиме да овој степен, овој ниво на здравствена заштита за диагностика на различни аномалии кои што кога станува збор за родилките и за новородачињата се откриваат и токму овде се работат токму овде во нашата болница. Кузмановска заедно со амбасадорот на Јапонија во земјава Оцука Казуја го потпишаа договорот за грант за помош на мали проекти за човекова безбедност. Амбасадорот го изрази задоволството што со оваа донација 22.000 жени ќе добијат поквалитетни здравствени услуги. Японскиот народ се среќен и горд што им помага на граѓаните на Северна Македонија имат пристап до по-квалитетни здравствени услови. Това го правиме во рамки на јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност или GDP. Преку проектите од програмата за мали грантови, Јапонија има финансирано реновирање и набавка на опрема за околу 66 здравствени установи во земјава.